На општината Ландово и фали развиена економија, модерно земјоделство, добро образование со честни и одговорни луѓе на власта, каже кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Тони Узунов на митингот во оваа општина. Во првите 100 дена ќе започнеме со реализација за уредување на Изворски дол од градскиот пазар до местноста Извор со регулирање на суводолицата како кеј со придружни урбани партерни хортикултурни содржини. Реконструкција на фудбалското игралиште во Брајковци во мултифункционален спортско-рекреативен објект и уредување на пешачката патека во населено место Марвинци. Ова програма е само почеток на суштинскиот развој, која континуирано ќе се надградува. Еве само дел од проектите. Индустријска зона во местноста Сува река, зона за мало стопанство, проект Полски пат и проекти за поддршка на земјоделецот, бидејќи од кафулиња и фонтани не се живее. Ниту се живее подобро, ниту пак актуелната власт има решение за подобро утре, рече лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски од Валандово, истакнувајќи дека власта цели 5 години го лаже народот под превезот на европските вредности. Цената на електричната енергија прашање на време кога ќе се зголеми за граѓаните, а веќе почна за стопанството и за компаниите. Внимавајте добро, драги валандовчани. За 52 месеци потрошија точно 16 милиарди евра. 16 милиарди евра потрошија за овие 52 месеци. А ветија дека економијата ќе расте 5%, успеа да обезбедат 4 пати помал раст, 1,25%. Внимавајте добро уште еден податок, не знам дали сте го знаеле. Во изминативе 52 месеци овие политички измамници и криминалци го задолжија секое македонско семејство за цели 4500 евра. Цели 4500 евра чини политичката кариера на Зоран Заев, кој што секое семејство во Македонија го плати. ВМРО ДПМН вечерва имаше митинзи во Дојран, Богданци и Гевгелија.